2 години. Толку ќе трае само третманот на изгорениците на повредените во трагедијата во Кучани со компресивна облека, која инаку прави соодветен притисок на лузните и спречува нивна хипертрофија или задебелување. Државата на долг рок ја планира и спроведува здравствената грижа за настраданите млади луѓе, меѓу кои има и такви кои останаа без прсти поради неопходна ампутација, вели првиот човек на Фондот за здравствено осигурување Сашо Кликовски. Тој порача дека Кочанската болница сега има централна улога во нивното опоравување и не мора веќе да патуваат до Скопје за преглед или PRP третман. Овој процес кој тече се адаптира и ќе трае. Каже, веќе предвидовме да најголем дел од третманот се одвива во Скопје, сега тој е пренесен во Кочани, ќе трае, бидејќи се уште имаме 10 повредени лица кои се во болници. Имаме уште некои 15 лица кои најверојатно во наредниот период ќе им бидат земени мерки, значи процесот трае, ќе се адаптира и морам да кажам ќе трае 2 години. И повредените кои немаат здравствено осигурување се покриени од државата, тврди Кликовски, кој посочи дека се бараат начини тие да не плаќаат партиципација. Сепак не ја исклучи можноста во понатамошниот третман некои од повредените да мора да одат пак во странство. Ние даваме во моментот здравствени услуги, здравствена заштита на сите лица без разлика дали се покриени со здравствено осигурување или не. Ветувањето дека овие пациенти ќе бидат третирани како што треба долгорочно е од претходното искуство. Значи Фондот за здравствено осигурување има платено третман во Пирогов, 2 годишен третман. Не е тоа непрекинат третман, туку траел третманот 2 години. Значи има комплетна посветеност, има законска можност, има регулатива да тоа што не може да се направи во Македонија биде третирано во странство. Кликовски порача дека повредените не треба да брзаат со ласери и естетски корекции надвор од лекарските протоколи, кои не се препорачани додека не поминат 6 месеци. Кликовски информираше дека повредените имаат можност, ако сакаат, да заминат во пониквана рехабилитација, а поаѓањето на првата група било одложено по желба на дел од повредените.